Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Кои се добитниците на 3 ноемвриските признанија и дипломи, најпрестижните награди кои ги доделува општина Прилеп по повод 3 ноември ослободувањето на градот? Државната изборна комисија денеска ги објави конечните резултати од првиот круг од локалните избори. На 31 октомври в петок во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков со почеток од 18 часот и 30 минути целовечерен концерт ќе одржи Октетот Прилеп. 41 годишна жена фатена во кражба во продавница. Времето денеска облачно со повремен локален дожд, во попланевните часови сончево и температура до 19 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Уметникот Рубен Скорубин, основоположникот на неоромантизмот и фудбалерот Јове Магдески посхумно се добитници на наградите за животно дело на Прилеп по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на градот. Владимир Ѓорѓиевски, репрезентативец на Македонија во билјард. Доктор Билјана Консуловска-Гверовска, автор на научни публикации од областа на земјоделството, акроекологијата и тутунопроизводството. Петре Кироваков, поет и активист во Сдруженијето на протераните македонци од Егејскиот дел на Македонија. Елизабета Митреска за особен придонес во новинарството. Награди плакети по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделува на Сдружение на граѓани Извиднички одред Феникс за јубилејно постоење од 10 години. Интеракт клуб Гимназија Мирче Ацев Прилеп, млади ентузијасти со вреднување на солидарност и хуманост. Невладина организација Hand til Hand, Кралство Шведска, за хуман и општествен ангажман во здравствената заштита. Народен театар Војдан Чернодрински Прилеп, 75 години постоење. Микросан Прилеп, 35 години постоење. Награди за животно дело по повод 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп, им се доделува на Јове Магдески, постхумно за особен придонес за фудбалот во Прилеп, и Рубен Скорубин, основоположник на неоромантизмот во светски рамки. Локални избори 2025. Државната изборна комисија денеска ги објави конечните резултати од првиот круг од локалните избори. Државната изборна комисија ги објави резултатите од сите општини по завршувањето на постапката по тужбите поднесени пред Уставниот суд. Со ова Прилеп и официјално го има новиот состав на Советот на општина Прилеп и Дејан Продановски за градоначалник. Државната изборна комисија го објави прегледот на општините каде што нема поднесено тужби и каде гласањето е завршено, како и општините во кои ќе се одржи вториот круг на избори или прегласување на првиот поради немање доволно излезеност на 19 октомври. Меѓу пелагониските општини во вториот круг се бира градоначалник во Крушево и Долнени. Коалицијата ВЛЕМ и ВМРО-ДПМНЕ водат битката за градоначалник во општина Долнени, а во Крушево СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Во Долнени Блерим Ислами од ВЛЕМ со Сашо Вилјановски од ВМРО-ДПМНЕ водат кампања, а во Крушево Нико Чонески од ВМРО-ДПМНЕ и Томе Христоски од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се уште се во изборна кампања за Крушево. Според изборниот законник, кампањата за вториот круг од изборите завршува на 30 октомври на полноќ, а вториот круг на изборите е в недела на 2 ноември.
Во вториот круг на гласање за градоначалник би бил избран кандидатот кој би добил поголем број гласови. Локални избори 2025. Во големата сала на Центарот за култура Марко Цепенков со почеток во 18 часот и 30 минути целовечерен концерт ќе одржи октетот Прилеп. Гости на концертот се Сашо Башевски, Викторија Георгиевска, Дани Даниела. Ќе биде убава вечер со староградска музика во која публиката ќе ужива. Октетот Прилеп постои повеќе од 30 години и работи во рамките на Центарот за култура Марко Цепенков. Со години е негува староградската песна и учествува на многубројни фестивали низ Македонија. До сега им издадено и неколку албуми. 41 годишна жена фатена во кражба во продавница. Настанот се случил вчера, кога во продавницата е фатена жена како кради од производите. Собственикот ја пријавил во полиција, а производите се вратени на собственикот. Во 17 часот и 10 минути вчера во продажниот објект на улица Методија Шаторов Шарло во Прилеп, полициските службеници од Прилеп ја лишиле од слобода АВ, 41 година од Прилеп, поради сомнение за сторено кривично дело кражба. Таа била затекната при вршење на кражба во објект, при што одзела повеќе производи. Украденото било вратено на собственикот, а по документирање на настанот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска претпладне и претежно беше облачно со повремени локални врнежи од дожд. Наместа беа попоројни со услови на појава на ретки грмежи. Попладне врнежите престанаа, облачноста се намали. Дуваше засилен ветер од западен и северозападен правец. Максималната температура се движеше во интервали од 13 до 19 степени. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.